Согласно членот 361 од Законот за безбедност на сообраќај на патишта, од утре 15 ноември па до 15 март, моторните возила кои учествуваат во сообраќајот треба да поседуваат зимска опрема. Под зимска опрема за автомобилите кои не надминуваат тежина од 3500 кг, потребно е да има гуми на сите тркала со длабочина на слојот од најмалку 4 мм или синџири за снег. Со промената на пневматиците се овозможува поголема сигурност и безбедност за време на патувањето. По своите технички карактеристики, составот на материјалот има огромна разлика меѓу летните и зимските гуми. Значи, зимската гума е направена, составот на материјалот е од таков тип, направена е за да биде поеластична под 8 степени температура за пониски температури. Значи, на ладното да не се укрутува, да биде поподвижна и да ја заврши едноставно својата функција. За моторните возила кои надминуваат тежина од 3500 кг, потребно е зимски гуми на погонските тркала со минимална длабочина на шарите од 6 мм. За автобусите и товарните возила кои поради технички причини не можат да постават синџири, потребно е да имаат прирачен алат лопата. Непочитувањето на одлуката за поседување на зимска опрема е казниво дело, но поголемиот дел од граѓаните претпочитаат почитување на истата. Најголем дел го почитуваат, но се случува и тоа, пошто сите сервиси во овој период од годината се пребукирани, се случува некои да останат и после 15 да ја завршат таа своја законска обврска, односно да ги заменат летните гуми со зимски гуми. Замената на летни со зимски гуми се прави скоро во сите сервисни центри за гуми во државата и истото чини по 100 денари за замена на една гума и околу 150 денари за балансирање во зависност од големината и типот на фелната.